студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Регулаторната комисија за енергетика не ја прифати пресметката на ЕВН за поскапување на струјата. Туку донесе одлука со која јануарските сметки ќе бидат повисоки од 57 до 900 денари во зависност од блокот на трошење. Од 1 јануари струјата поскапува за сите корисници. Во првиот блок зголемувањето е 2,45%, во вториот 2,87%. Третиот блок оди нагоре за 3,32%, а четвртиот за 3,84%. Поскапува и ефтината тарифа. Тука растот е за 2,50%. Според пресметките на првиот регулатор Бислимовски, домакинствата ќе имаат повисоки месечни сметки од 57 до 900 денари, зависно кој колку троши. Ако не се намалеше ставката за мрежарина, фактурите ќе беа уште поскапи. Со одлуката за дистрибуција на електрична енергија, кај домаќинствата ја намаливме мрежарината за 4,96%. Само по енергија, ако анализираме, пред се заради зголемени трошоци за набавка на електрична енергија од ДЕСАМА, првиот блок, како енергија зборам само, има зголемување од 6,02%, вториот блок 5,88%, третиот блок 5,7%, четвртиот блок 4,87% и ефтината струја за 10,57%. Од СДСМ стигна критика. Филипче вели дека причина за поскапувањето е лошото менаџирање на енергетскиот сектор во земјава. Треба да се произведат над 5000 гигават часови струја, не се произведени ниту половина. Како половина од хидроенергетскиот потенцијал изминатата година да не работел, ете толку струја недостасува во нашиот енергетски систем. Таа струја е замената со увоз на скапа електрична енергија. Наместо да се произведува и наместо РЕК Битола, Ослом и Неготино да работат и да произведуваат струја, која што државата ќе ја чини 80-90 евра мегават час. Ние купуваме струја за 140 евра мегават часови. Од ВМРО ДПМНЕ му одговорија. СДС тврдеше дека државата ќе има поскапување на струјата од цели 5%. Се потврди дека станува збор за уште една голема лага. Покачувањето е најниско во Европа. Владата реши да ја субвенционира електричната енергија и со тоа директно да го заштити стандардот на граѓаните. СДС и Филипче треба да се извинат што го лажеа народот и граѓаните и споделуваат црни сценарија. Инаку најголемиот број од домакинствата, над половина милион, се потрошувачи во првиот блок. Во двојката се околу 170.000 домакинства, во третиот 14.000, а останатите се во четвртиот блок. Новата цена треба да важи во текот на целата 2026. Мартин Арстов, Сител телевизија. Пенко Филипче изрази уверување дека СДСМ на следните парламентарни избори ќе освои власта, оценувајќи дека партијата направила кадровски избори кои имаат капацитет да управуваат со државата. Но од ВМРО ДПМНЕ секојдневно ги успоруваат кадрите кои Филипче ги постави како најтесно раководство. Од Јон Фрчковски до поранешниот директор на затворот Шутка Филип Андов, па се до Жерновски, кој според ВМРО ДПМНЕ го треселе скандали и партизација во времето кога бил градоначалник на општина Центар. Кадрите што ја менаџираат во овој момент државата, граѓаните ги доведоа до просечки стап. Така да тоа треба да има. Работата нив не да се занимава со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Имаме многу висок критериум за избор на личности на сите позиции и практично се спремаме да наследните избори, кога и да се случат, власта ја вратиме во рацете на граѓаните. Жерновски и Филипче се имиња кои се поврзуваат со СДС од транзицијата. Тие не се нови кадри, туку се кадри кои неколку пати се виновни за поразите на СДС низ годините. И по сите неуспешни обиди во политиката, од градоначалнички избори до дипломатски активности, се стави на располагање заедно со Филипче да биде најголемиот поборник на бугарските агенции и бугарските интереси во државата.
Поднесените измени на кривичниот законник кој влегува во собраниска процедура најверојатно ќе ја одложат денешната расправа пред Уставен суд. Председателот на Уставен наочекува денеска на седницата да нема дискусија, а уставните суди да ги чекаат конечните законски решенија. Експертите кажуваат на дополнителни проблеми. Европската унија бара законник усогласен со европски стандарди. Ние имаме формално известување од спикерот на парламентот, кој вчера го разгледувавме на работен состанок и ние констатиравме дека дел од правните стојалиште во нашето решение се испочитувани. Значи, моето очекување дека на утрешната седница на Уставниот суд нема да има дискусија, ќе ги чекаме законските решенија. Кога ќе бидат донесени? Ние повторно сме должни да се навратиме и да ги цениме и во формална и во материјална смисла. Што значи нема да има одлука утре на Уставниот суд. Ако сега се носат овие измени, следната година имаме обврска да носиме кривичен законник, односно е предвидено така. Мислам дека е поприлично проблематично со таков тип на материја и во однос конкретно на кривичниот законник. Така што и уште една работа, не заборавајте дека и да ги донесат новите измени за делата кои се сторени во овој период, за кои се води постапка, ќе важат претходните измени. Затоа јас сметам дека е најисправно да се оди на едно радикално решение со јасно детерминирани рамки и последици кои мора да ги прецизира или би требало да ги прецизира Уставниот. Сега сме во една ситуација во која ниту парламентот, кој вообичаено би требал да действува, да делува на предлозите на Уставниот суд, ниту пак владата презеле нешто. Постои висок ризик дека сите ќе бидат ослободени. Учениците нема да заминат порано на зимски распуст поради загадувањето и зголемениот број на болни деца со грип и останати респираторни инфекции. Министерката за образование потенцираше дека во Министерството немаат информации за загрозување на здравјето на децата и секогаш ќе одлучуваат во нивна корист. Распустот останува од 31 декември до 20 јануари. Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Ова го велам во правец на оние коментари дека нашите деца многу учат и многу се оптоварени. Не се, доколку здравјето им е во прашање, секако лекарите и родителите ќе одлучат за тоа, но доколку тоа не е ништо сериозно, сметам дека и да отсуствуваат ден-два не е проблем, а би било проблем, како што во минатото се случуваше, да ги скратуваме учебните денови. Фудбалската репрезентација на Македонија има нов селектор. Тоа е Гоце Седловски, тренерот на Вардар и репрезентативец со одиграни 100 надпревари во националниот дрес. За мене ова е голем чест, но и сериозна одговорност, веројатно најголема во мојата досегашна кариера. Свесен сум за очекувањата, но и за потенцијалот што го посведува ова репрезентација. Моја цел ќе биде да изградиме јасен систем на игра, дисциплина, карактер, репрезентација, кој ќе се бори за секоја топка и ќе го дава максимумот на секој надпревар. Нормално дека има спекулации, меѓутоа тоа е нормално во фудбалот кога работите. За мене што е битно како претседател, дека ние сме убедени дека Гоце Седловски во овој момент е најдоброто решение за фудбалската репрезентација на Македонија и дека времето ќе покаже дали е исправно или не е исправно. Се работи за мене за млад и мислам млад перспективен тренер што може да го подигне многу нашето ниво на репрезентација. Не сакам многу да одолговлечувам, се надевам дека пред него и пред сите нас не очекува голема работа. Како што каже, верувам во него и се надам дека ќе направи голем успех во репрезентацијата. Ова беше последната информација во вестите во 8, следното издание во 9 часот. Пријатно.